Земјоделието е на чекор до нова ера, а примената на дигитално-иновацијски технолошки методи за краток период станува ненадминлива за успешно и рентабилно земјоделско работење. Во оваа насока Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Министерството за земјоделство потпиша договор за стимулирање и финансирање со 4 компании. По завршувањето на првиот предизвик за дигитализација на земјоделството, семејството на ФИТР добива уште 4 членови, чија што визија е да воведат нови технологии во македонското земјоделство. Така добитниците на овие средства треба да обезбедат дигитална земјоделска мултијазична платформа и мобилна апликација контролор за резервоари за млеко. Развиваме дигитална земјоделска мултијазична платформа и мобилна апликација Филтек, каде што преку користење на уреди и сензори ќе овозможиме генерирање и управување со прецизни податоци потребни во секојдневното донесување на одлуки во земјоделските бизниси. Во рамките на Агромил D21 ќе развиеме и ќе воведеме во производство иновативен контролер. Со развојот на контролерот ќе се допринесе за подобро чување и складирање на млекото со подобар квалитет, далечинска контрола на температурните параметри на резервоарите за млеко, регулација во реално време и сето тоа соодветствува со целите на современото земјоделство. Меѓу компаниите кои во новата ера влегуваат со значаен проект и штипската фирма DroneOps. Таа треба да обезбеди систем кој ќе биде очи за земјоделците, односно можност за 24-часовен надзор на културите. Конструираме специфичен дрон за геомапирање, анализа и надзор на почви, плод и растенија, со кое што дополнително ќе се намалат ризиците во земјоделието. Дронот ќе биде конструиран од висококвалитетни материјали, со што ќе се овозможи многократно подолг лет. Истиот ќе биде опремен со мултиспектрална камера, кој ги забележува сите штетници, вируси и болести на растенијето. Вкупниот буџет за финансирање на 4 избрани решенија е 6 милиони денари, а апликантите треба да обезбедат само 10% од предложениот буџет на проектот. Поддржаните компании, освен пари, ќе добијат и логистичка поддршка во комерцијализација на иновациите.